Содржина која што можеби веќе слушнавте дека ја најавивме, во Венецуела се случи страшен земјотрес и некако како се ближи 26 јули и ние секогаш се потсетуваме на настанот кој што, како велиме, да не се повтори, па нашиот колега Кирил Стојанов утринава повторно на анализа заедно со професорот Михаел Гаревски. Како всушност се случуваат земјотресите, на кој начин се одредува нивната јачина и дали воопшто може да се предвиди оваа појава? Кирил, добро утро, повели. Елена, така еве, добро утро, поздрав до тебе и до гледачите. Ја спомна и ти темата која што со професорот Гаревски ќе анализираме за тоа како всушност се анализира еден земјотрес, како се утврдува неговата јачина и што е она што се всушност стручните лица анализираат кога ќе се случи еден земјотрес. Еве, професоре Гаревски, пред само половина месец имавме страшен земјотрес во Венецуела. 7-6. Така. Што всушност е кога ќе се случи земјотрес, што е она што вие го работите, како се анализира еден земјотрес што се случува? Еве сега ќе ви обяснам. Значи во сеизмологијата и земјотресното инженерство практично има две скали. Едната скала е така наречена Рихтерова, но во суштина е скала на моментни магнитуди и другата скала е скала на интензитет. Што е разликата? И најчесто сега и граѓаните веќе добија осеќ што значи магнитуда, кој ќе се каже тројка, четворка или да кажам седмица. Значи скалата на магнитуди се мери и се пресметува. А има други скали, Меркалиева, ние во моментот се користи европска макросизмичка скала на интензитет, која не се мери, него таа е визуелна и покажува каква штета се нанесува на околината како резултат на една магнитуда. Овде може да се види, значи, ако е ова хипоцентарот жариштето, тогаш во епицентарот се шири еден бран каде што се генерира ова жаристе и понатака ова доаѓа до некој оштетување. Значи за една магнитуда, да речеме 6,3, имаме различни интензитети. Кога ќе кажеме 6,3, веќе знаеме дека најверојатно ќе има рушења, ќе има оштетувања. Не знам ова. Може би да видиме овде дали преку ова ќе профункционира. Изгледа не. Ќе го видиме Зоране тука го да ни помогне. Добро. Значи убаво беше да покажеме уште некој слага, еве го, значи на вака иде. Значи еве ги двете скали. Кај нас во Македонија, значи, земјотресот се случува помеѓу придвижување на два блока. Во Македонија најчесто се нормални раседите и целата површина работи на екстензија. И еве како што можеме да видиме, значи, веќе појаки земјотреси се од 5 до 5,9 и тука со оваа магнитуда навистина може да се очекуваат рушења за пославите објекти, а тука сваѓа и нашиот земјотрес со магнитуда 6,7, тој е силен земјотрес, затоа имавме жртви, а еве каде се наоѓа земјотресот кој што се случи сега во Венецуела, ова е многу силен, а да не збориме за овие катастрофални земјотреси. Односно, овие се тие описни скали. Значи, за една магнитуда, примерно да кажеме 6,7, во различни региони у Скопје имаме различни интензитети. И многу е интересно гледачите да знаат, е следната работа. Значи, го земав примерот на Скопскиот земјотрес и земав земјотрес кој што би имал магнитуда 7,6. Значи, разлика е само 1,5 степен. Но погледайте колкава е разликата
И зашто, да кажеме, сега имаше толку многу рушења и слично, бидејќи магнитудата беше 6,7 и толку многу жртви? Еве зашто. Значи, разликата не е линеарна, него е логаритамска и еве најтипично за граѓаните убаво да разберат. Значи, магнитуда 7,6, конкретно венецуелскиот земјотрес е 178 пати посилен од скопскиот земјотрес. Сега ќе прашате, што би се, интересно да се праша, што би се случило, ако се случи во Скопје магнитуда 7,6? Пред се, нема сигурно да се случи, бидејќи ние знаеме да одредиме точни магнитуди, не знаеме време на појава на точни магнитуди знаеме. И ова е интересно што сакам да го кажам. Значи, доскоро, а се уште се во сила овие ексју прописи во Македонија, а сега се внесени и новите европски прописи и може да се проектира или по овие или по овие. Овие се малце поразлични старите прописи, тие работат со сеизмички коефициент, а новите прописи работат со акселерација. И може да се види и во старата и во новата карта дека најризични подрачна се Охрид со заврзување 0,3, тоа е веќе убаво заврзување. Еден мал дел каде што е Валандово, Пехчево, Берово, дури можете да забележите дека Скопје е со помала магнитуда, помали заврзување може да се случи отколку Охрид, Пехчево, Берово и Валандово. Може да убаво да се каже и ова, да се знае дека земјотресите сегде не се случуваат. Можете да видите негде тука веќе Германија, Норвешка, Холандија, воопшто нема земјотреси. Туку земјотресите се случуваат во Алпскиот појас, каде што почнува негде тамо од Лисабон па Мароко се движиме, доаѓаме до Медитеранот, каде што е најголема сеизмичноста, и Италија, и што можеме да забележиме. Тука се случуваат во централна Италија најголемите земјотреси. Овдека се Динаридите, кај што се случи Вулцин 76, овде во Драч. Тука е и нашата Македонија, која што е за нијанса послаба од овие региони. И еве Турција со северно-анатолискиот расет и источно-анатолискиот расет, каде што тука се случи магнитуда од 7,8, тоа е Строта. И нормално имаше и тогаш околу 80.000 жртви. А најголемите потреси се во така наречениот огнен прстен, каде што е и Јапонија, каде што е и Чиле, каде што е и Аљаска. И еве да мислам дека сум кажал неколку пати дека практично најголемата магнитуда која што е регистрирана во светот воопшто 1960 година во Чиле, со магнитуда можете да замислите 9,5. Колку би била таа многу појака од овој скопски земјотрес. Па тука се одма после тоа се редат на Аљаска со негде 9, во Јапонија, кога се случи и оштетувањето на нуклеарките 9, и Индонезија 9,2, ми се чини, каде што се случи исто и оној голем поплавен. Значи, генерално, сеизмолозите работат со мерење на ослободена енергија во жариште, тоа се магнитудите, и ние ориентацијно треба да знаеме негде до 5,3, како што беше 2016 година, дека мали штети на преградни зидови и толку, веќе како се приближува кон 6 рушење на послаби објекти и почнување создавање на жртви, Скопје 61
поголемо рушење на слабите жртви, на слабите згради, затоа имавме за жал 1000 луѓе и е неа магнитуда од 7,6, нормално некој ќе рече и слаби проектирани објекти, но и магнитудата година и ми се чини ја предвидував негде околу 5000 жртви дека ќе има во Венецуела, изгледа веќе за жал достига тој предел. Видовме дека и голем е бројот на повредени кои што се уште се борат за живот таму. Спомнавте еден интересен момент кој што рековте дека не може да не се случи нам. Таков објаснивте вие каде и што се случуваат, меѓутоа дали може да се предвиди колку потреси ќе предизвика еден силен земјотрес? Дали ќе следуваат посилни, дали ќе следуваат низа на потреси, како се предвидува и анализира тој дел? Генерално некоја се случуваат така наречени форшокови, но ние не знаеме некој силен земјотрес и ние не можеме да знаеме дали е тоа некој претходница на еден друг земјотрес или е главниот земјотрес, но многу често имаме еден директен земјотрес. И после тоа има серија на последователни така наречени автершокови. Што е поголема магнитудата, тоа повеќе имаме автершокови кои што може да бидат и многу блиски. Тоа го нарековме на земјотрес во Венецуела во рок од 39 секунди се случи магнитуда 7,1, многу голема магнитуда, многу голема. Ги остите објектите и во рок од 39 минути 39 секунди се случи магнитуда 7,8 која што практично ги струши и направи толку големи жртви. Да потенцирам, скопските згради не се проектирани на магнитуда 7,6, тие се проектирани на магнитуда 6,5, односно тоа е тоа што нашите граѓани многу често викаат, а грешат дека се проектирани на 9 степени интензитет. Тоа е уствари магнитуда или акцелерација на скопски земјотрес се проектира со 0,25. Сега, зашто на некои места во скопскиот регион има повеќе рушења за исти згради и помалку? Исто така многу зависи од тлото под главната стена, односно амплификација. На некои места, ако тлото не е добро, ќе има поголема амплификација на забрзувањето на земјотресот на површината и автоматски поголеми оштетување на зградите. Затоа да речеме Ѓуро Ѓаковиќ, бивша таму кој што сум роден ја, тој дел е со полоша поголема амплификација, поголема оштетување. Добро, Карпуш 2 и 3, 13-та зграда не беше толку амплификација, колку што беа исклучително лоши згради приземни и 5 спрата, кои што немава столбови и добро што падна само еден објект. Така да се надеваме дека ќе ги запазуваат сите оние мерки кои што се за градба и за тоа како треба да изгледа на зграда. Ви благодарам за сите овие информации, за вашата анализа и за секогаш стручниот коментар кој што го имате секогаш за нашата утринска програма. Задоволство секогаш одговарам на сите од програмата. Ја ви рано станав да дојдам да дам одговори. Благодарам многу. Видовме од професорот Гаревски за тоа како се анализира еден земјотрес, каде и на кој начин можат да се случат. Еве го она слика за тоа каде најмногу се случуваат земјотреси. Како што каже професорот Гаревски, ние не сме во истата она група на земји од најголема опасност, меѓутоа слушнавме за тоа како и на кој начин треба да се внимава со градбите за да имаме безбедни објекти доколку се случи земјотрес, па дури и оној кој што беше 6,1. Благодариме, Кирил, за ова вклучување.